Слушај, вамо, дека живееме во време на абсурд, апсолутно е точно. Но, знаете што е абсурд? Абсурд не е само во појавите, нели, кога се расправавме, дали мажите треба да се надпреваруваат во женски спортови. Па уште у дебата влегоеш, уште, ало, викам, абе, што има да се расправа? Не, Јанко, види, слушај. Тоа е небулоза, кога не можеш веќе ни да дебатираш на нешто општо разумно. И мислам дека се слагам со Трамп, со Елон Маск, кога вика ова е револуција на здравиот разум. Абе, здравиот разум го изгубивте. Еве сега, најновото лудило, ајке почнем првиот кај нас. Дали Мицкоски, поточно, дали ВМРО ДПМН, дали раководството на ВМРО ДПМН е на вистинската страна на историјата. Пази, молим те. И некој вика, па добро бе, има што да се дебатира. Што бе да се дебатира? Што бе црни петко да се дебатира? Што бе ретардирани дебилу да се ретардира? Имаш војна, имаш мир. Зашто си? За војна. Дали ти си нормален? Јас сум за мир. Не, чим си ти за мир, ти си проруски, а чим си проруски не чиниш, а чим не чиниш ти не си за Сорос, не го спомнуваме. Сорос е наш, молим те, прости ни ги гробовите наши и прати ни ги грантовите наши, како што ние и ќе им ги пратиме и на нашите грантовници. Бог да чува, бе, абе Бог да чува и да брани. Гледайте сега што е аргументот. Види, Украина е окупирана. Не сме мир додека Украина не се ослободи. И мора да се тера војна. Америка, Кина, Русија, Индија, Бразил, Аргентина викаат мир, 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 мир. Италија вика мир. Унгарија вика мир. Не! Само што Франција и Украина и Германија ќе кажа тоа е важно. Не можеш сега, мора да се прода. Зар мислите дека со сета поддршка која има Русија и кога Америка се преслуша дека 350 милиарди е дадено на Украина и не мрдала на фронтот, дека може да се промени, иако Русија со една рака се бори таму, може да се промени. Да, они мислат дека ќе исцрпат Русија, како што за време на СССР ќе исцрпеле. Дури за време на СССР, Германија, Франција, Европа купува руска нафта, руски газ и така натаму. Сега викат нема да купуваме и тоа нив скапо ќе ги чини. Арно, ама во меѓувреме треба да си ретардирано глуп, прост и неинформиран, да знаеш или не знаеш колку гасоводи и нафтоводи се направени спрема Кина, колку договори се направени со трети земји кои купуваат нафта од Русија, таа нафта ја препакуваат во своји буриња, па дури еве да не била скроз нивна нафта, па се меша 51% да речеме турска или иранска нафта или саудиска нафта со руската, па се продава многу поскапо на германците и французи. И овие купуваат живи среќни. Што значи тоа? Океј, Европа вика немаме поддршка, ќе ја зголемиме даноците за одбрана. Добро. Производството за одбрана. Добро. Ќе ја зголемиме воената помош за одбрана. Добро. Што значи тоа? Тоа значи зголемени даноци, поголеми давачки на производството за вооружување, бидејќи вооружувањето не е развоен фактор во економијата на една земја, иако личи, воената индустрија вработува и така натаму. Дрн јарења. На подолг рок видовме колку трае. Да,
ама не падна. Ама така падна СССР, а сега ќе падне Европа. Затоа што Европа наместо развој на енергетика, наместо развој на економија, наместо зголемено вработување, она ќе оддава се повеќе и повеќе пари во сулуда помисла и идеја дека ќе исцрпи Русија, дека Русија е затворена, комунистичка, тоталитаристичка земја и дека она ќе пропадне и ќе колабира. Инфлација имате во цела Европска унија, имате зголемување на миграција, имате се повеќе цивилно незадоволство и нереди, додека во Русија народот си е спокоен, си живее и така натаму. Русија дури може да си дозволи и платеници да купува надвор од други кои сака да војува, исто како што, нели, цела Европа купувавте платеници, швеѓани, финци, не знам, пољаци, чеси, кои идеа се бореа и ги гледавме телата кои се пакува. И сега, Мицкоски е на погрешната страна на историјата затоа што застанува со стратешкиот партнер на Македонија. Најголемиот стратешки партнер, единствениот партнер кој дури и ја гарантира безбедноста на Македонија, а тоа не е НАТО, туку Соединетите Американски држави, застануваме со нив, не се противиме на Европската унија, напротив, бараме и инсистираме да бидеме дел од Европската унија, соработуваме одлично со членка на Европската унија која економски не помага, а тоа е Унгарија, ама Унгарија не чинала ово. Значи, дали има болест во кое нема собствениот фецес да си го најдете за да си го исркате? Психопати едни. Сите оправдуваат продолжување, значи сите овие од кај Сорос, опозиција, СДСМ, одобруваат продолжување на војната, зголемени, значи да се дава уште помош, државата уште да дава, многу имаме ние уште да даваме за војна. Наспроти, оние што сакаат мир. Дури и Зеленски денеска вика, неќеме војна, сакаме мир, траен мир. Па што ти рече Трамп? Па што бара Америка? А што збори Унгарија? Италија, Мелони им рече, не ви праќам војници во Украина, да ми гинат мои војници. Изволте, нека гинат. Данската премиерка денеска изјави да точната фраза, ако можем да ја цитирам, беше премиерка мирот во Украина е поопасен од војната која сега се води. Пази, оваа војна во која они сакаат да испратат уште војници, да дадат уште пари, да ескалира, која може да иде до Трета светска војна, кај што и Пентагон го кажа тоа, е подобра од што мирот. И сега, нормално, најлогиката, бидејќи во целото сулудо мора да ги убедат и своите колку толку има по некој од таа страна на опозицијата, шарено, сулудо, демократско-левичарска, викало бе, што правите? Види, Русија ќе нападне Европа и ќе ја окупира. Мораме да се спремаме за војна. Кај знаеш, не, тоа е готово. Знаете, замислите сега, после Косово, да почневме ние балканските земји да се собираме против НАТО, бидејќи ќе не окупира и ќе ми ја дава земјата на трети. Ме разбирате? Кај ќе бевме до сега? Ќе бевме руина, ќе бевме Газа, ќе бевме Сирија, ама ќе бевме праведни. Логиката на абсурдот е
бирај, Јанко, пристојни избори. Не, нема пристојни избори. Сори, не можам да се изразам културно, не можам да се изразам геополитички, не можам да бидам како ретардирани, дебилни колеги кои користат латинизми да звучат учено и мојата публика не сакам да ја правам будала, затоа што се луѓе кои разбираат што е 2+2, а не партиски навивачи кои се ретардирани дебили од било која страна. Така што, драги мои, запомнете, колку и да ви се свиѓа или не ви се свиѓа, ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски направи вистински потег, што застанавме раме до раме со Соединетите Американски држави, не се спротиставивме на Европската Унија, но се спротиставивме на војната. За разлика од нив, повик за војна не е Европска Унија, туку бирократија на Европската Унија. Никој се уште не направил една анкета да види дали народот во Европа сака војна или мир. Не ми се веруе, 21 век се расправаме што е добро за нас. Не, јас сум рекол, јас сум за мир по секоја цена. А вие? Ве молам, дајте си ги вашите пари и испратете си ги вашите деца. Ја ви викам, ако утре дојде некој по моите деца да ми ги регрутира, вас, политичари од опозиција, ја ќе ви го прекинам престојот во ово време и простор, Авенџери ќе има, ќе ве снема од лицето на универзумот, заради вашите повици, затоа што вашите деца не се тука, затоа што вашите имоти не се тука, затоа што вашите украдени бизниси не се тука и многу е лесно со туѓ пенис да млатиш коприва. Идете вие гините и праќајте си ги вашите деца да гинат. А јас полна поддршка ќе дадам на оваа влада, на оваа власт, на мојот премиер за мир. Вие како сакате.